11 часот и 5 минути. Драги мои, вие сте на вистинската Бранова должина. Слушате и гледате радио што се гледа и како што најавивме во текот на вчерашниот ден на нашата радио станица, но и секако денеска зборуваме за ракометот. Зошто зборуваме за ракометот? Затоа што ракометот е број 1 во нашава земја. Мој денешен гостин во радио што се гледа е човекот кој што долго време е во ракометот, прилепченец кој што работи како тренер на голманите во соседна Битола во македонскиот шампион екипата на Еврофарм Пелистер. Му посакувам добре дојде на Ице Соколевски, ќе се обидеме да зборуваме за ракометот, за се она што се случува моментно на македонската ракометна сцена. Ице, се надевам дека почнувајќи од вечерва ќе продолжи континуитетот македонскиот ракомет да продолжи онаму каде што и застана, се разбира на уште едно европско надпреварување и да се надеваме дека конечно ќе има прилеп пошто да го памети и да зборува за ракометот. Мислам дека е вистинско време прилеп да има и стабилен ракометен суперлигаш кој ќе се надпреварува во ракомет на Европа. Благодарам за поканата од тебе и до Бети. Ќе користам оваа прилика после 2 години цели да бидам гостин во вашето студио и да позборуваме за сите ракометни теми, за сите ракометни прашања кои се многу актуелни кај нас во моментов. Така. На почетокот кажав дека вечерва македонската ракометна репрезентација игра против Словенија. Ти беше дел од македонската ракометна репрезентација и вака гледано после сите оние убави настапи на светското првенство, што мислиш, Македонија има ли конечно капацитет да може да ја помине силната Словенија? Ќе кажам силната затоа што знаеме кои се играчи играат таму и повторно да се најдеме на една завршница. Значи, ево информација за љубителите на ракометот кои се и повеќе и помалци упатени во збиднувањата. Македонија е 99%, односно со една нога е веќе на европско првенство квалификувана. Мислам дека овој двомеч во ова ЕХФ недела со Словенија е борба за тоа прво место, односно за поубав, односно полесен ждреб во групите на самото европско првенство. Инаку, следствено, да појаснам, значи јас бев член на стручниот штаб на репрезентацијата на Македонија допред нешто година и допред европското првенство во Германија. Сега таму има тренер на голмани професионален Хрват. Исто така и женската репрезентација има тренер на голмани странец. Значи, самото тоа нешто кажува дека станува збор за дефицитарна позиција и дека ете луѓето одлучуваат да барат стручна помош, соработка и одстранство. Значи, рековме Македонија, оваа генерација на Македонија го преброди успешно, можам да речем успешно, тој период на подмладување или на смена на генерација. Јас се затекнав таму во периодот кога селекторот Лазаров беше и играч и тренер, односно селектор, уште беше активен играч во својот клуб Нант, а и потоа кога престана да игра активно ракомет и како селектор. Но во тој период уште не беше до направена комплетно оваа смена на генерација. Значи уште беше Стоилов играч, уште беше Манасков член, уште беше Гоце Георгиевски и така натаму, да не пропуштам некој. Значи после тоа се случи комплетна реконструкција. Таму во моментов работите се многу подобро поставени. Филип Кузмановски има капитенската лента и улогата на лидер. Таа слобода во играта, што е за поздравување, се докажа дека е правилно и заедно со Митев и уште неколку други поискусни играчи, се разбира од позадина со помош на искусниот Митревски, работата е во моментов на многу
добар пат. Сметаш ли дека Македонија ова промена на генерација ја преброди безболно? Или не можеме да кажеме така, ако се знае дека еве ќе земам еден пример. Големите, зборувам за шампионот Данска, својата промена на генерација не ја осети, за разлика од многу репрезентации на кои што им се гледа тоа. Дали Македонија оди полекано, сигурно, чекор по чекор да го прави тоа? Да не се осеќа промената на генерации, а пак од друга страна ние не сме Данска и ние и кубуриме за местата, за позициите во селекцијата. Видете, за здрав национален тим се потребни клубови кои работат правилно со играчите, односно со репрезентативците. Значи, кај нас често и вие сега го искористивте терминот спорт број 1, меѓутоа јас имам тука малце една реплика и мислам дека поговорката што нашите постари граѓани ја користат дека 2-3 ластовици пролет не носат, е точно практично се пресликува во македонскиот ракомет. Значи, ако неколку добро организирани клуба кои работат правилно, имаат одлични услови, не се пропратени од останатите 8 или 10 члена во суперлигашката конкуренција, тогаш е многу тешко да правиме муавет за големи дострели, големи амбиции. Значи, конкретно Данска има расадник на играчи, можам да речем најаката лига во светот, Бундеслигата во Германија, дека е составена, односно во најдобрите екипи се носители данските играчи, така да селекторот Николај Јакобсен има некоја задача само да ги одбере во тој момент тие што се во најдобра форма и да состави тактика за одредениот противник. Цело време се пропратени, значи со екстра голман. Во минатото до блиска еднина беше, значи до блиското минато беше тоа Ландин. Сега е голманот на Барселона, значи кој има извадреден процент на одбрани Емил Нилсен, значи и многу е полесно кога со таков процент на одбрани и со отворени шутеви, со зицери од 6 метри имаш ти таков процент на одбрани да достигнеш до некој врв, до некој достели, односно во тие повторувања на златни медали што ги прави Данска. Сега ова генерација на македонската репрезентација, како ретко до сега мислам, можеби некогаш, не знам, на 90-тите рани на почетокот, е составена од сите играчи кои се од домашното првенство. Значи нема ни еден интернационалец кој игра во странство. Сите се костурот е на играчите на Еврофан Перистер, односно носителите, подпомогнати од млади полетни играчи на Алкалоид, има двајца репрезентативци од редовите на Вардар 1961, тоа е Лазаревски и Јегориновски. Така да селекторот е на сладки маки, ги постави добро работите, има војници, играчи и само не гледам причина зошто да не продолжи континуитетот, односно да не се напредува и да имаме уште поголеми амбиции и дострели. Дали тоа значи дека Словенија може да се помине вечерно? Видете, Словенија како држава е помала во жители од Македонија, а на хартија е фаворит денеска против Македонија. Затоа што Словенија има години назад најмногу играчи во Лига на шампиони и Словенија има некоја традиција, некој континуитет кај што Словенија била во пред 2 олимпијади дошла и до медал. Значи, што е реално да правиме муавет за Македонија нешто многу далеку од овој аспект. Сега ние сите како ракометни работници треба да зборуваме и да се анализираме кој е патот и зошто е таму така, а зошто е оде вака. А велиме отворено дека македонското првенство машко е најдобро во регионот. Значи, подобро е и од словенското, подобро е и од хрватското. Ова е статистички податок. Значи, конкретно за Србија, сега се крева Партизан, инаку беше многу години назад доминантна таму повеќе мислам дека 10 години Војводина. Так.
Во српското првенство не играат странци, допред година две може и сега тие ретко потполнуваат некоја позиција со еден-два ретко трет странец, што не е случај кај нас. Пример, во хрватското првенство исто така конкурентни се Загреб и Нексе Нашице, другите сите останати клубови работат исклучиво со млади хрвати. Нема странец во ниеден друг клуб освен Загреб и Нексе. Во Словенската лига исто така, сега нешто се крева Слован, целје не е со таков буџет Пивовар на Лачко како што беше на времето. Трибо Требња, нашиот Раде Стојановиќ е добар конкурентен, али не се тие буџети и проекти кои имаат амбиции да преминат група на Лига на шампиони или слично. Ако гледаме и во нашето првенство, Еврофан Пелистер, каде што си ти, Вардар и Алкалоид. Се друго е само, можеби, ајде ќе кажем, во наводници, желба да се игра ракомет. Зошто е тоа така? Мора да те надополнам дека екипата на Охрид, и Охрид, екипата на Охрид е со озбилен буџет, озбилни луѓе менаџираат таму, озбилен тренер. Значи тие имаат големи амбиции. Не се тие, немаат тие формална улога во првенството. Не е лесно да се победи во Охрид, верувајте ми. Да, Вардар последно и тоа како се намачи, можеби и на среќа триумфираше со еден гол разлика. Добро, од некои околности таму се случи чудо на крајот, али тоа е нормално во спортот. На истиот ден, истата вечер и Прилеп направи чудесен пресврт направи со Борец кога и контрата. Да. Значи имаш конкретно таа утакмица има 4-0 прави Вардар, 6-2 и иди до пресврт. Па добро, реално ако правиме муавет, Прилепскиот тим ретко како која екипа успеа во 5 минути да се врати и тоа со 7 негатива, па и малку и несреќно. Во 51-та минута конкретно се одиме од тема во тема малце. Да. Таа утакмица во 51-та минута беше резултатот 10 разлика до минут. Так. Значи 38 37-30. Беше 34-24. Добро. 51 минута 34-24 резултатот сигурно. И ете со некој од тренерот на Прилеп, Страшо Илиевски, со некоја пресинг игра, домакините може би претходно малце подценија, сменија играчи. После се обидоа да ја вратат такмица, но беше прекасно. Чак и Прилеп имаше чиста контра 1-1 за победа, одбрани домашниот гол. Ќе се вратиме на РК Прилеп и на Прилепскиот ракомет, се префрлуваме на темата Еврофарм Пелистер. Имаше успешна европска мисија оваа сезона. Конечно, битолскиот тим стигна до триумф во Лигата на шампиони и го поправи впечатокот, да кажеме, од претходните настапи во Европа. Еве еден твој комплетен впечаток од тој настап во Европа, а продолжуваат и маките во првенството каде што треба да се добие титулата, односно да се одбрани. Видете, РК Еврофарм Пелистер оваа година само што ја заврши седмата поред сезона каде што игра Европски куп во групна фаза. Значи, тоа е 3 пати Лига на шампиони, 3 пати Лига Европа и еднаш сезоната 18-19 ЕХФ куп. Само тоа мислам дека доволно кажува. Групна фаза не е двумеч, еднаш Тепал изгубил, после се посветуваш на домашно првенство, него си минимум таму до крај на февруар месец играш на два фронта и треба да се посветиш на својот прв приоритет, а тоа е домашната титула и купот. Тоа воопшто не е лесно, не е едноставно. Тој процес сака многу вложувања, тој процес сака многу жртви, таму не е се розово и сјајно како што изгледа од страна, како што доживуваат тоа навивачите, па повторам, бара макотрпно вложување од страна на спонзорот, на сопствениците и внатре работа на стручен штаб, на играчи, на цела логистичка поддршка што имат клубот. Тоа е, значи, стварно еден еве јас да се ставам во улога на некој неутрален навивач, не човек на клубот, за респект и за почит. Значи, клуб од Македонија 7 години со ред игра Европски куп надпреварување во групна фаза.
Еве која е формулата за тој континуитет, за тој успех? Дали се финансиите, дали организацијата плюс финансиите или ангажираноста на првите луѓе во клубот или во градот би тоа организацијата плюс финансиите? Сите тие работи што ги наброја се неопходни заедно да бидат и плюс и тоа не е на крај гаранција дека ќе успеете. Значи мора да имаш и луѓе кои што навистина сите тие компоненти мора да бидат воедно, да се спојат, сите заедно, макотрпно, со страст, со желба, со пасија, да бидат максимално посветени, значи не е, тоа се обидувам сега и на моите деца и овдека на младите, да му го пренесам што ете било може мој хендикеп, немало мене кој да ме насочи кога сум бил на таа возраст, да ми ги да кажуваат тие работи, значи не е ракомет само тие 2 часа кога сте во сала. Тие ако сте ракомет само тие 2 часа кога сте во сала на тренинг, а останатите 22 часа сте нешто друго, тогаш е тоа рамно на би рекол рекреација, се земам за слобода да употребам некој таков термин, на полупрофесионално или на аматерско ниво. Вие морате 24 часа да бидете посветени на нештото, за да успеете да дојдете до крајната, до зацртаната цел. Добро, она што е сакав да го прашам. Сега, откако завршија надпреварите во Европа, Еврофан Пелистер се стреми кон одбраната на шампионската титула. Тука се Алкалуит, тука е Вардар, спомнавме дека Охрид ќе замрсува сметки можеби. Што мислите до крајот што ќе се случува на македонската ракомета? По завршувањето на ова ЕХФ недела има уште едно коло да се одигра од основниот дел во Суперлигата. После тоа е ждрепка. Првите 6 се делат во плейоф, последните 6 играат плей-аут, разигрување за опстанок во лигата. Во една ваква ситуација, кој е на таа табела кој ќе во овој момент Еврофан, Пелистер, Вардар и Алкалуит имаат исто бодови, односно сме сите со 2 порази, а ние имаме најдобра, од таа тројка имаме најдобра гол разлика. Тоа значи дека од таа меѓусебна гол разлика сме на прво место, а првиот, кој ќе го заврши овој основен дел, пренесува бод повеќе во разигрувањето за титулата. Што значи, доколку после ова ЕХФ недела нема некое нереално и непријатно резултатско изненадување, тогаш се реални шансите и логички е да РК Еврофан Пелистер го почни плейофот со 3 бода, а Вардар и Алкалуит со 2 бода. Потоа следува 4-тиот и 5-тиот Алкалуит и Бутел со 1 бод и 6-тиот Тиквеш, или не држате ме за збор, 6-ти и 5-ти Бутел и Тиквеш се, тие пренесуваат 6-тиот 0 бодови. Така, која е целта сега на клубот? Нормално да се одбрани титулата во македонскиот шампионат, но ќе треба и да се продолжи оној континуитет настапи на меѓународна сцена. Европа бара силни екипи, Европа не бара екипи кои што не можат да го истраат тој распоред, да играат и европски надпревари и надпревари на домашна сцена, куп надпревари и така. Целта на клубот е да ја одбрани шампионската титула 3-та година поред и конечно да го освои купот на Македонија, кој лани не избега за еден пенал. Значи, сите предуслови и услови внатре од страна на играчки кадар, стручен кадар, од секакви услови логистички ги имаме и ги исполнуваме и можам да ја превземам таа улогата дека сме фаворити да ја одбраниме титулата и да го освоиме тој куп кој ни фали во витрините. Потоа за следна надпреварачка сезона, дали Македонија ќе има представник во Лигата на шампионите, тоа зависи само од водечките луѓе на Европската ракометна куќа, затоа што Македонија ги изгуби тие поените кои носеа директно место во овој формат на надпреварување, директно место во групна фаза. Оваа година ние бевме таму со wildcard, по заслуга на добрата организација, благодарение на одличната публика, на навивачите, кои нема столче слободно на секој надпревар таму, значи,
ЕХФ тоа го гледа, го препознава, одлична организација од страна на менаџерскиот тим на клубот и добивме вайл карта да настапуваме во групна фаза директно. Дали ќе има следна сезона? Не знам, само знам дека услови исполнуваме и дека расположение, како што имам информација, јас таму има. После надпреварачката сезона во Лига на шампиони 25-26, значи од следната 26-27, се сменува форматот. Се малце ќе биде по-обемен тој формат, со повеќе групи, по 4, значи да не навлегувам, тогаш мислам дека македонскиот шампион има минимум, загарантирано минимум едно место таму, а може би и вице шампионот би играл некои квалификации за да добие место плюс во тој формат. Зборувам, значи, во еднина. Така. Забележувам Мице дека зборуваш со гордост за клубот каде што си ти таму подолго време. Ајде во неколку реченици, многу ме интересира, низ твоите раце поминале многу голмани, искусни и неискусни. Како е да се работи во професионален клуб со голмани кои што се искусни, кои што клубот ќе ги ангажира на голманската позиција, или пак голмани чие што иднина допрва доаѓа? Односот меѓу тебе со нив и обратно. Вака, Никола, значи, благодарение на клубот Еврофан Пелистер сум имал можност да работам и со врвни, искусни, реномирани имиња на голмани, а сум имал прилика да работам и со помалци искусни, со почетници, да речем. Кога ќе знаете да ја направите балансот, значи, ние знаеме дека на постар, поискусен голман, кој заминал 35 години, стил на бранење не можете да му промените. Вие гледате во тој момент да извлечите максимум од неговите перформанси. Така. Сега тоа е малце пообемно. Во тој момент ние со таков голман не интересира само статистика, не интересира базична некоја техника или на кој начин ќе се одбрани топката. Не интересира само процент на одбрани. Тука зависиме многу од одбраната, конкретно спремаме утакмица по утакмица, противник по противник, играч по играч. И еве вака со некои други зборови можам да кажам сега дека во денешен врвен ракомет, кога зборуваме за шут од надворешна позиција, бековски шут, на голманите денес му е многу полесната работата него во минатото. Анализите се до тој степен дојдени, соработката со одбраната, да веќе по, можам да речем, преку 80% голманот знае кој дел од голот во која ситуација од кој напаѓач го брани. Инаку во денешен ракомет кај што физикалијата е дојдена до некое многу високо ниво, каде што таа тројка топка со таков лепак се е во насока на атракција, се е во предност се играчите, шутерите, и се е тоа во некоја понезавидна ситуација за голманите. Сега последно имаме ситуации, значи правила кај што удар во глава е директно 2 минути или црвен картон, и тука пробаа луѓето што го менаџираат ракометот да ги заштитат некако голманите, меѓутоа отворен шут на Прнди, пример, без соработка со одбрана не се брани. Значи буквално не се брани. Треба, не знам, некоја нешто да се после да погоди. Значи без помош од одбрамен играч, без некаков контакт или блок или претходна анализа во тоа ситуација кај репетиција, кај повторува, што повторува, е многу тешко. Значи да се вратам, извини, на прашањето, кога ќе го направите вие балансот. Ја имам сега, на пример, конкретно оваа година, Давид Брестовац, најталентиран македонски голман, не е 2 метри висок, и сега со него одиме, напредуваме како да извлечиме максимум, како да дојдеме до некој напредок, како да биде тој иден македонски голман број 1 во македонската репрезентација. Пример. Имаш Филип Ивич, кој има страшни перформанси, бранел во светски европски клубови, работел со реномирани имиња од типот на Душебаев и така натаму. Исто баланс. Работиме, одржуваме, подигаме форма, вака се чувствувам, онака се чувствувам, овде појачуваме, овде намалуваме и така ден по ден, надпревар по надпревар, одиме напред. Така. Јас се надевам дека Еврофан Пелистер ќе продолжи со оној континуитет, со една одлична организација и многу ме интересира
каков е твојот впечаток? Спомна во еден момент дека си благодарен на публиката, а редовно салата во Битола е полна. Дали Пелистер игра во Лигата на шампиони, дали игра некое дерби во Македонската лига, секогаш се навивачите плюс играч кој што го боди тимот. Колку си задоволен од целата таа ракометна еуфорија и од тука ќе продолжиме на таа паралела за жал Битола Прилеп. Видете, ако го земите податокот дека крај на август месец ракометниот клуб Еврофан Пелистер има продадено 1000 сезонски карти со број на седиште. Кога се повторува, значи се лани го имал истото, иди, прв ја купува картата и сака на истото столче да седи. Тоа е некоја, би рекол, повеќе од... А веќе создадена традиција. Повеќе од љубов, повеќе од традиција, значи таму луѓето не се само обична публика, неко таму голем дел од тие луѓе и го познаваат ракометот. Тие добро знаат да препознаат што е добро, што е лошо, кој е искрен работник, кој не е искрен работник, кој се крие за нешто, кој е отворен, кој дава максимум, кој не дава максимум, кој се бори, кој не се бори. Не треба тие да прочитаат ни од некој ракометен портал или новинар или нешто. Едноставно тие луѓе таму ја препознаваат ситуацијата. Значи, салата е распродадена, секоја европска екипа што иди тука и реномирани играчи кои настапувале на олимпијади, на светски првенства, играле финалиња. Тие се импресионирани од атмосферата, од публиката. Тие на секое интервју, на секоја изјава тоа го потенцираат, значи тоа е еден податок кој сите само треба да видиме благодарни и среќни што имаме прилика да сме во тоа време таму. Така. Но ајде ќе те вратам сега во една реалност каде што сме овде, а некогаш таа реалност беше број 1 во земја, зборувам за некогашниот ракометен тутовски комбинат. Сега сме во една ситуација секогаш да имаме ракометен суперлигаш на кој што ќе се бори и на крајот треба да игра плей-аут наместо да биде дел од кремот, од македонскиот ракометен крем. Од една ваква дистанца која што е 40 на минути разлика од Прилеп до Битола, кој е твоето размислување пред да го почнеме официјално разговорот? Тука зборнавме и малку околу начинот и однесувањето на, ќе кажам, првите луѓе во ракометот во нашиот град. Веќе подолго време е од 1 до 10 една добра тројка. Видете, примат најдобар број 1 во Македонија никош не сме биле, зборувам за Прилеп, реални да бидеме. Имало блескави моменти на РК Тутунски комбинат во минатото, каде што тој клуб, каде што сум јас израснат и оформен како личност, во таа универзална сала, значи од овој аспект гледано, мислам дека услови број 1 во Македонија имал клубот, а дека се извлекло максимум, да видиме реални не. Сезона по сезона се враќаме назад од Втора Југословенска лига во касните 80-ти години, кога ги влегле во универзалната сала таму крајот на 70-ти години, до последното обстојување на клубот како РК Тутовски комбинат, мислам сезона 6-та, 7-та, така нешто, или 5-та, 6-та, да не држате ме за збор, клубот имал европски услови. Што значи? Своја сала загреана, 24 сати на располагање. Свој автобус, да патуваш кога сакаш, кај што сакаш, за своји потреби. Со се млади категории, со се втор тим. Свој хотел во Охрид, кај што одиш и имаш исхрана, мени, како кил во тој момент. Неограничено. Сите услови. Што фалело за да има некој одскок плюс е за поголема, за подетална анализа. Не сакам да навлегувам, можеби некој ќе се најди повикан или да бидам погрешно сватен, не сакам, меѓутоа мислам дека клубот имал предност што бил на организацијата АД Тутовски комбинат, меѓутоа имал и некои недостатоци или како да кажам, некој проблем што ете клубот, секој вработен кој е акционер во клубот го чувствувал како свој, клубот секој свој играч кој немал амбиција да замени надвор од клубот го вработувал
со решение на неопределено. По некој дефолт морало и сите тренери во тој клуб да бидат поранешни играчи и вработени во организацијата. Значи, тука имало сепак некој сплет на околности кај што односите не биле на најпрофесионално ниво и секогаш се гледало да се стигне до некаква цел, до некаква условно кажана премија на полесен начин, по полесен пат. Клубот на домашен терен беше во тие фамозни години кај што салата беше полна до последно место. На домашен терен беше доста незгоден, меѓутоа, реални да видиме, тој клуб надвор од Прилеп не изгледаше баш така шампионски за условите што ги имаш. Значи, пак ќе речам, западнителна анализа е тука од овој аспект гледано, сега некој може ќе рече лесно е да кажуваш, така сега ти појде таму виде. Меѓутоа, мислам дека основното е недостаток и денес е глобален, мислам тој проблем во македонскиот ракомет, не само Прилеп, недостаток на квалификуван, стручен, професионален кадар. И треба ли гледаш какви се работите во Битола со Европан Пелестер? Треба ли клубот да го преземе некоја фирма, некоја компанија која што ќе финансира? Треба ли во клубот да навистина да влезат луѓе кои што ќе сакаат на потежок начин да заработат, но да заработат не само за своја лична афирмација, туку и клубот повторно да се врати онаму каде што му е местото, да биде, ако ништо друго, барем во врвот на македонскиот ракомет. И што мислиш, може ли Прилеп да се избори со апгрейд на спортската инфраструктура во нашиот град? Мислам дека е вистинско време. Вака. Значи, моментално клубот го менаџира врвна светска компанија. Тоа е Конфиангел. Така. Тие се генерален спонзор и главните менаџери на компанијата го менаџираат и клубот. Меѓутоа, со нив тука е Александар Мариновски, кој е повеќе од 3-14 години председател на клуб и можам искрено да кажам дека благодарение на него, лично и персонално, овој РК Прилеп сите овие години назад обстојува како што обстојува, фигурира како не згасна никогаш, благодарение на Александар Мариновски од компанијата Кули и на ентузијасти, волонтери како Рубинчо Седловски и неколку останати. Моментално клубот има млади и амбициозни менаџери кои имаат амбиции. Тие се за поздрав, заедно со собственичката на компанијата Јакимовска, ја користам оваа прилика да ги поздравам и да му се заблагодарам што се појавија во ракометниот клуб Прилеп. Значи, таму во моментов буџетот е супер коректен, платата на сите членови, играчи, стручен штаб е редовна до ден, не касни ништо. Фали уште еден исчекор во тоа менаџирање. Значи сега се тие исто имам информации на добар пат да ја превземат, да ја менаџираат и универзалната сала на Тутунскиот комбинат, да биде од нивна приватна сопственост, да вложат, да ја рефрешираат и тој клуб во таа сала, која би имал еден професионален тренер, односно стручен штаб, која би таа сала би била на нивно располагање, која би се посветило едно поинакво внимание од ова што е сега во однос на тренажниот процес и на работата со млади категории, мислам дека клубот РК Прилеп во блиска иднина ќе биде озбилен, не само суперлигаш, него претендент за плейоф и излез во Европа. Како би го барале квалитетот? Како? Би се тоа е би го носеле повторно силата од нашиот град, но не ли ни треба силна младина, силен квалитет? Во моментов работата со младински категории е на лошо, незавидно ниво. Значи, сега брзо разговаравме со луѓето. Машкиот ракомет во Прилеп памти многу и поубави и понеубави моменти, и кога имало буџет, и кога немало буџет, и кога имало играчи, и кога немало. На сите тие години во историјата на машкиот ракомет во Прилеп, младите категории биле на
завидно ниво. Секогаш таму тие биле некои конкурентни во младинските категории. Па јас паметам дека Последно РК Прилеп под овој РК Прилеп, значи со сегашниот тренер Страшо Илиевски и јас, кога бевме заедно во клубот, игравме финале на младински шампионат Так. во автокоманда и зедовне сребрена медаља, изгубивме од Вардар во финалето. Последно е тоа кога клубот бил конкурентен. После тоа имаше една генерација 2002-2003 на Божидар Илиевски, сегашниот среден бек на РК Прилеп. Да не набројувам таму уште неколку играчи на Владимир Трајковски, Хари Павлов и така натаму, да ми прости некој што нема да спомнам сега. Исто така и тие игра еден Final Four во Струга. Разигруваја за висок пласман. Тоа е последно РК Прилеп млади категории. Меѓутоа сега, ако правилно се постават работите, а не се сомневам дека тоа ќе се случи, пошто стварно дечките се млади, се ентузијасти, се енергични и сакаат да биде работата како што треба. Значи, со поставување на некој реномиран професионален тренер, кој за жал мора да биде надвор од Прилеп, можам да кажам така, за жал, затоа што Прилеп во моментов не мислам дека има таков кадар. нели тој треба да донесе ракометар. Тој заедно со управата треба да ја направи таа селекција. Треба да ставиме на маса, да знаеме колку имаме ние буџет за плати во следната првачка сезона, ќе ги тргаме на страна режиските трошоци. Буџет за плати. Толку играчи и сега бираме на таа позиција имаме ова и ова за тие пари, го бираме ова. Сега тука има ситуација кај што ти имаш некој буџет солиден за пари, али тешко е да го убедиш играчот да дојде во Прилеп затоа што тој има опција, пример Охрид кој му дава 500 евра плюс месечно или некоја друга ситуација, тиквеш пример, кој се не се на твој ранг по буџет, но меѓутоа се на твој ранг по амбиции за пласман на табела. И тука е вештина менаџирање. Јас би рекол, тоа нешто може да го направи само авторитетен тренер, кој има некое ракометно име и кој на неговото име овдека менаџерскиот тим на клубот да му даде проект кој не е една година само, за една година не се преништо. Така. И полека да ја составува таа екипа, значи играчите за следна сезона на РК Прилеп треба да бидат сега во март месец веќе потпишани. И да се знае од кој млад играч што се очекува, на која позиција, како ќе се надополнува и како ќе изгледа тој РК Прилеп во наредните 2, 3, 4 години. И кои ќе бидат амбициите? Не секогаш да бидат. Амбициите се знаат. Амбициите мора да пораснат. Овој РК Прилеп не е во фаза за да испадне од лигата година назад, меѓутоа и со доста посолиден буџет, подобра организација, местото е исто на табелата, значи тоа е некоја висок дел на плей-аут, кај што не си загрозен за отпаѓање, а си далеку од плей-оф. Што треба да се направи за тој исчекор да се направи, мислам сега. Образложив доволно. Така. Али основно е да се земи универзалната сала под концесија. Затоа што во училишна сала, со овие термини и на оваа подлога е, можам да речем, невозможно да правиме молба за нешто поозбилно. така, Поголеми амбиции. така. Затоа што навистина не се игра на таа подлога и сите повреди можат многу лесно да дојдат, а играчите не трпат повреди и клубот потоа не може да го поправи тоа. Со Колевски разговаравме на сите вака теми поврзани со ракометот и ќе се сложиш ли со дефиницијата дека ракометот како спорт со право е прогласен број 1 во земјава сега? Ракометот го има тој епитет. Јас сум горд што сум во цел мој живот дел од тој спорт, меѓутоа живееме во 21 век 2025 година, ако земе во предвид некаква инфраструктура во внатрешноста на државата, кај што се произведуваат тие млади играчи и идни потенцијални македонски репрезентативци, тогаш
не мислам дека треба со гордост да го носиме тој епитет спорт број 1 во државата. Инфраструктурно, системски поставено не сме. Ние имаме некоја фейк слика во годините назад, 90-те години, Кометол, Ѓурчев, Петров, жени, плејада на странци. Така. Паралелно мислеле и на развивање македонски играчи, направиле Евростандард, значи втор тим. Потоа се појавил Минчо Јорданов со Лино Червар во Металург, 2 години четвртфинале Лига на шампиони. Костур на тој клуб бил носителите на македонската репрезентација, значи македонски играчи, екстра добро изменаџирано со потполнување на неколку позиции, Дарко Станич, Вугринец, Атман, толку, плюс минус нешто. И после тоа се појавил Сергеј Самсоненко, кој ни носи во Македонија 2 шампионски титули. Тие шампионски титули, македонски играчи има, не знам, мислам, Петар Ангелов, Диви и Стојан Честилов, и Владо Недановски. Македонски играчи што има дома европска титула, со исклучок на Столе Стоилов, други не се со некоја завидна улога, али ја имаат. Сега, сето ова, благодарение на досегашниот председател на Ракометната федерација, кој исто така овозможувал екстра услови, таму, македонската репрезентација да оди напред, со исто логистичка поддршка од ЕХФ, македонската репрезентација нижела успеси. Тоа што се случило во Србија 2012, мислам дека од овој аспект е гледано нереално да се доведе гол до полуфинале, али наше е да се надеваме и да се стремиме и да целиме кон тоа. Кон успеси. Кон еден ишекор напред, значи последен пат овдека изгубила ова Данска во квалификации. Уште Кирил Лазаров играч, Раковне со Стоилов, со Миркуловски, последните утакмици му се тие за Македонија. Данска изгубила во Скопје. А што ќе направи Словенија веќе? После тоа наваму голем противник од нивото на Данска, Франција, Германија, не сме биле ни блиску да победиме. Така. Вечерва рековме дека според мене на хартија Словенија е фаворит. Таа има играчи кои се носители во Лига шампиони. Знам дека се доаѓани, не знам детали, знам дека се доаѓани со доста проблеми со повредени играчи, со играчи кои откажале настап. Меѓутоа Македонија пред препон Борис Трајковски 7000 публика, една одлична атмосфера со Никола Митревски на голот. Мислам дека нема причина да не се надеваме на победа. Али ќе повторам дека двомечот со Словенија ќе го одлучи само првото и второ место во групата, која се и Естонија и Литванија, кај што првите две сигурно се, има неколку групи кај што и најдобро третиот пласиран настапува на Европското првенство. Значи Европското првенство е со поширен формат, 24 репрезентации. На тоа Европско првенство денеска не настапуваат може само, не знам, Албанија, Бугарија и така натаму. Значи Македонија е квалификувана, се бори за подобар пласман, за полесна ждрепка на самото првенство. Така. И јас се надевам дека вечерва само ќе ни послужи ова уште повеќе да акумулираат искуство овие млади момци кои што сега играат за македонската ракометна селекција. И ти благодарам што беше дел од нашата програма, ти благодарам што ја прифати поканата и вака малку повеќе да зборнеме за македонскиот ракомет и да се навратиме на Прилепската арана, која што имаме подолго време. Ти посакувам успех да продолжи клубот каде што и ти работиш понатаму со успеси. Дај Боже Еврофарм да биде и вториот кој што ќе освои европската титула во иднина, па потоа кога треба твоето искуство да го преточиш тука во нашиот град, да го преточиш на вистинско место и во вистинско време. Благодарам уште еднаш за поканата и јас ти имам кажано и порано, сум на располагање. Јас овој клуб Прилеп го чувствувам како мој во мене. Знаев дека ова ќе го кажеш како последно и тоа е супер. И сум на располагање без никаков интерес, без никаков надомест да помагам колку што можам сето моје слободно време да го насочам да овој клуб оди напред. Инаку ја информација за
лепската јавност. Значи после ЕХФ недела, следната недела таму во 16 часот, кој датум иди, не знам, следна недела, после ЕХФ недела, во Ристерски Ричко, РК Прилеп, првенствен надпревар против РК Еврофан Пелистер. Така. Благодарам. Се разбира, успех за тебе и за клубот. Тоа беше Ице Соколевски, тренер на голманите во Еврофарм Пелистер. Да се надеваме дека сите македонски клубови ќе успеат на европска сцена и македонската селекција ќе игра на уште долго време на сите завршни турнири. Ние продолжуваме и понатаму, слушате одлична музика, се разбира, информирајте се на www.radio.mk, слушате одлична музика, се разбира, ние продолжуваме и понатаму заедно со вас на ова иста бранова должина 96,8 FM. Продолжуваме со супер музика. Слушајте не и гледајте не.